Во рамките на манифестацијата Европски денови на културното наследство од 2017 денеска ученици од основните училишта од Кочани и лицата со посебни потреби ја посетија етно куќата и водопадите на Брана градче. Во одбележувањето на Европските денови на културното наследство, како и секоја година, така и оваа се вклучува и музеот Теракота од Виница со низа активности. Музеот Теракота организираше повеќе активности, меѓу кои е и денешната посета на Кочани. По-конкретно во библиотеката имавме презентација од страна на нашата колешка Илинка Атанасова, презентација на тема Водата извор на животот. Еве сега сме во посета на етно куќата, овде ќе го посетиме археолошкото богатство и етнолошкото богатство на Кочанскиот регион и потоа планираме една екскурзија да направиме на пределот во Брана градче Кочани и потоа на водопадите. По-конкретно акцентот тука ќе биде даден значи на природното водно богатство на овој регион. Традиционално, како и секоја година, во одбележувањето на Европските денови на културното наследство се вклучува и музејската збирка од Кочани со своја презентација на претходно одредената тема. Музејската збирка се представува со една презентација Водата како извор на животот, карактеристично за Кочанскиот регион, бидејќи станува збор за една котлина која што масовно произведува ориз. За оризот знаеме дека водата е неопходна во целата вегетација, уште од почетокот па речиси до крај до самата жетва и исто така богатството на топли минерални води кои што се во непосредната околина на Кочани, водениците на Кочанската река, во минатото динките, значи многу стопански објекти кои што на некој начин биле врзани со водата. Настаните ги следеа ученици од основното училиште Малина Побиванова и средното општинско училиште Гоше Викентиев од Кочани, како и лица со посебни потреби од дневниот центар од Виница.